Секоја среда во 9 часот со доктор Крсте Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Добро утро. Најново издание на Живот на фреквенциите на Радио Слободна Македонија со доктор Крсте Маљановски. Добро дојдовте. Добро утро. Ја продолжуваме темата од минатиот пат. Зборувавме за малолетничката деликвенција, во кои облици се јавува и сето она што е поврзано со оваа тема. Денеска малку поинако, потполно, значи повторно на истата тема, меѓутоа каква е институционалната заштита на децата со девијантно поведение и така натаму. Само доктор Маљановски краток во оветот минатиот пат. Констатиравме дека малолетничката деликвенција, односно престапништво, представува еден негативен, потполно негативен начин на однесување и го загрозува општествениот развој на нашата земја во подеме, но возраста на малолетниците кои ги извршуваат овие кривични дела се намалува. Да констатираме само дека беше така, како вове, да? Така е, загрижува фактот дека се намалува возраста на сторителите на кривичните дела, посебно на насилните. Очигледно дека и овој факт кореспондира со фактот дека се намалува и возраста на консументите на психотропни супстанции. Загрижува фактот што и деца на помала возраст од 10 години консумираат опојни дроги и други средства, така да очигледно е интенцијата и пошироката општествена заедница дека ќе се направат напори да граничната возраст на помеѓу кривично одговорните и кривично неодговорните, односно децата, биде, како и сегде во светот, малку намалена. Има различни мислења, меѓутоа кај нас е 14 години, значи до 14 години е кривично неодговорен, односно дете, и на 14 години се малолетници кои се одговорни. Да оваа граница се намали на 12 години, да би како би можело да се опфати и превентивно да се делува врз сите овие деца. Загрижува фактот што насилните дела се во подем. Исто така, загрижува уште еден феномен, а тоа е насилството во училиштата, кое е производ на различни фактори, меѓутоа, како што изборуваат, како резиме, најновите светски истражувања, основен услов за нормален и здрав психомоторен, физички, социјален и секаков друг живот е семејството. Значи, треба да го градиме семејството, сите негови вредности, да целото внимание го свртиме кон него. Да го обучиме семејството, заради тоа што сепак одговорното родителство значи многу. Дефинитивно би требало да се свати дека хармоничната семејна атмосфера е предуслов за нормален психофизички развој на децата во тоа семејство. Семејното наследство кое евентуално би е присутно во семејството би требало што е можно помалку да се избегне, дури би можело да се рече дека во некои случаи и бракоразводите се делотворни во однос на психомоторниот развој на децата. Зошто го зборуваме ова? Заради тоа што еден од факторите, како што спомнавме и минатата емисија, е да во присуство на децата не се да нема семејно наследство, да се контролира детето, да се обрене поголемо внимание, да се биде со детето што е можно повеќе, да се контролира во смисла да не западне во лошо друштво и да перманентно родителите бидат или родителот се биде присутен во животот на детето. Да. На 31-332 на доктор Крсте Маљановски, советник владата на председателот за труд и социјална политика, може да му поставите прашање на оваа тема. Значи, токму за ова беше и доделена Стокомската награда, минатиот пат што ја споменавме, која беше посебно насочена кон клучната улога на родителите во превенција на деликвенцијата. Само уште сосема накусо, не прашав минатиот пат, дали децата, малолетниците што извршуваат криминолошки појави на нашата територијата на Македонија,
действуваат како поединци или како банди? Во светски рамки чинам дека и како малолетнички банди действуваат, меѓутоа во Македонија каква е ситуација? Нема некое посебно истражување во оваа област, како децидно би кажала, меѓутоа очигледно е дека има некакви издружувања. Тоа го гледаме во дел на еден чуден феномен, односно, да не го кажам, многу е тежок зборот рекет во училиштата, каде што постарите вршат некакво насилство, па може би и физичко, во рамки на школата. Тоа исто така го гледаме и во насилствата каде во автобусите, односно во превозот, јавниот превоз, каде што многу ретко поединци физички се спротивставуваат на останати, него гледаме мали групи. Тоа не се формални групи, веројатно групи кои се од друштва, од училиштата во основните и средното образование. Меѓутоа, тие се доволна причина да прераснат во многу сериозни групи при извршување на тешки кривични дела. Го гледаме начинот на кој се извршуваат делата. Во последно време индикативни се нападите на бензинските пумпи, менувачниците, разни трговски предпријатија, каде што во принцип се поединци. Значи немаме некое големо здружување, не можеме да речеме за некаков тежок организиран криминал, меѓутоа доволна причина е и на овој начин да се реагира, општеството мора да реагира и да ги спречи овие индивидуални појави. Предпоставувам за полот не треба да отвараме тема, девојчињата предпоставувам. Да, и во светски рамки ние тука се движиме, имаме мал пораст на кај девојчињата, мал пораст, меѓутоа да, 10 отприлика помеѓу 10 до 12% се девојчињата сторители на кривичните дела. Сега ќе се посветиме на мерките за заштита. Каква е институционалната заштита на децата со девијантно поведение и деликвентно однесување? Така е. Централната улога во спречувањето, превенцијата со Законот за младичка правда ги имаат центрите за социјална работа. Нормално центрите не можат самостојно да работат. Во основа тоа е интерсекторска, односно министерска соработка и тука се вклучени повеќе министерства. Очигледно прво е Министерство за труд и социјална политика, понатака Министерството за внатрешни работи, Министерство за образование, за здравство и други министерства кои се, да кажеме, пропратни, меѓутоа кои исто така е со значајна функција. Имаме неколку видови имаме неколку видови на институционална заштита, ако институционалната заштита ја гледаме малку пошироко. Во која смисла? Значи, степенасто се одредени институциите. Во Македонија има две значајни институции каде што се згрижуваат деца со девијантно однесување и деца со криминално однесување. Тоа е институцијата за згрижување на деца со воспитно-социјални проблеми 25 мај и каде што се згрижуваат деца со воспитно-социјални проблеми, односно деца каде што со девијантно однесување. Тоа се поблаги негативни однесувања, кои се производ дефинитивно на нефункционирањето на семејствата. Установа каде што е многу специфична, во која се згрижуваат деца на возраст од 7 до 18 години, во која истовремено се обавува и воспитно-образовниот процес, односно во рамки на установата има училиште, каде што децата го посетуваат од оваа установа, нормално и други училишта, нормално да одат и во средни училишта во градот, каде што ќе изразат желба. Установата, доминантен персонал во установата се од општествено-хуманитарните науки, тоа се педагози, психолози и социјални работници, кои се обидуваат да го коригираат она што семејствата не успеале. Втора установа која по значај, меѓутоа која е директно врзана со Министерството за правда, да би рекле, тоа е установата Ранка Милановиќ, каде што се згрижуваат деца кои се сторители на кривични дела и каде што со решение на судовите се упатувани.
Исто така во рамки на оваа установа има самостојна училиште, каде што оние деца кои го немаат или го имаат забавено училиштниот процес, можат да го посетуваат. Едно од установите која дефинитивно меѓутоа кореспондира со Министерството за труд и социјална политика и Министерството за образование е интернатот во Љубанци, кој е некоја преодна фаза каде што се згрижуваат деца каде има појавни облици на општествено негативно однесување, воспитни проблеми, меѓутоа каде што со зајакнувањето на семејството се смета дека би можело да се помогне во коригирањето на нивното поведение. На кој начин установата работи, интернатот работи од понеделник до петок и во петок децата се враќаат во своите домови, каде што би можело да продолжат со нормално функционирање во семејството. Со стручна помош од колегите во центрите за социјална работа се обидуваме на секој начин да го презентираме моделот на најнормално однесување. Установата ја згрижува деца исто така во рамки на установата имаме основно училиште со интернатско сместување. Капацитетот на сите отприлика установи се од околу 60 на деца. За среќа само 25 мај е релативно пополнета. Останатите се со прилично мал број на корисници. Интересно е и тоа дека во установата во 25 мај сега направиме некоја споредба и покомплицирано е што во рамки на установата се изгрижуваат деца од обата пола во неколку групи. Дел од тие деца за жал се и со некаква ретардација, најчесто со лесна ментална ретардација, што прави да го искомплицира процесот на ресоциализација. Кои се манифестните појави кај овие деца? Дефинитивно, значи, нефункционирање семејството, појавни облици на скитање, пушење, ситни облици на кражби, непосетување на училиште, нередовност на училиште. Во основа не би требало да бидат сместувани деца консументи, заради тоа што епидемиолошки би делувало во самата установа на корисници на дроги. Меѓутоа, за жал, многу тешко се откриваат и деца кои најчесто, оно што го веламе, трансферираат од домот 11 октомври, кој е дом за деца без родители, меѓутоа кој на еден начин во рамки на тој дом се појават деца со девијантно однесување и тие деца се пребацуваат во 25 мај. Во основа нефункционирањето на родителите е основна причина за сместување во домот 25 мај. Сместувањето е преку центрите за социјална работа и со решение на центрите може да останат до 18 години. Еден од главните проблеми што дефинитивно оваа влада го реши е што после 18 години. Како што отприлика можеме од досијата на децата да видиме, тоа се деца без родители или деца каде што родителската грижа затаила. После 18 години овие деца во принцип би требало да ја напуштат установата и да останат на улица. Меѓутоа, ќе случајот е поинако. Да. Само ќе направиме кратка пауза и ќе се вратиме повторно денешната тема. Секоја среда во 9 часот со доктор Крстема Маљановски разговараме за хармонијата во семејството и брачната заедница во емисијата Живот на Радио Слободна Македонија. Уште малку време, доктор Маљановски, за денешното издание на Живот. Да ја домобитиме темата што ја зачнавме пред почетокот на рекламите. Така, значи, зборуваме за институции кои се од отворен тип. Значи, институциите немаат затворени делови, немаат дисциплински казни внатре во институцијата. Воспитачите се посебно обучени да постапуваат со овие деца. Овие се деца, скоро сите деца со страшни трауми. Во 25 мај повеќето деца немаат семејства.
еден или имаат еден од родителите, се присатни на страшни судбини и од тие причини вработените во институциите многу внимателно и деликатно постапуваат. А вие имате лично искуство, нели? Така, 5 години бев директор на оваа институција и на вистина можам да кажам дека институцијата работи 24 часа, перманентно прима деца. Во институцијата е како прифатен центар, оние деца на улица првенствено после нивното приведување ги носиме во 25 мај, каде што на еден начин се обидуваме да го коригираме нивното однесување. Јас во оваа прилика би сакал еден институт на Министерството за труд и социјална политика да го спомнам, а тоа е се згрижувачките семејства кои може да згрижуваат деца со воспитно-социјални проблеми. За секое згрижено дете во овие згрижувачки, посебно одбрани згрижувачки семејства, луѓето што живеат добиваат по негде на околу 8400 денари. Зошто ги изгрижуваме децата во згрижувачки семејства? Институциите го даваат својот максимум, меѓутоа недоволен. Сепак, интенцијата и во светот со сите норми, конвенции на Обединетите нации е дека најблизок облик за коригирање на детското однесување е семејството. Од тие причини инсистираме да што е можно повеќе деца бидат згрижени со воспитно-социјални проблеми во семејствата, посебно обучени за работа со овие деца. За жал, има деца кои навлегуваат и во криминал. За жал, има деца кои се и насилници, за кои се одредуваат најразлични мерки на заштита, за помош и заштита и казни. Да. Најчесто, Како се одредува тоа, во македонското правосудство постојат судии за малолетници, кои исто така имаат специјална обука, заради тоа што судењето за малолетници е сосема различно од судењето на полнолетни. Најчесто се изрекуваат мерки за силени надзори. А во случај да дефинитивно не функционира семејството, тогаш се изрекува мерка засилен надзор од страна на социјалниот органот за старателство, а ако судиите увидат дека има потенцијали во тие семејства за можна корекција на однесувањето на нивните деца, тогаш ја изрекуваат мерката засилен надзор од родители. Меѓутоа, има и построги мерки. Тука го имаме малолетничкиот затвор, кој се надеваме дека брзо ќе биде готов, специјалниот малолетнички затвор. За жал, имавме проблеми доста со затварањето на функцијата на малолетнички затвор во Тетово. Беше неколку пати дислоциран, меѓутоа во многу блиска иднина ќе биде изграден нов малолетнички затвор со сите потребни услови за нормално функционирање. Се инсистира на квалификација на малолетниците, затоа што дел од овие малолетници се навистина од многу ниско социјално ниво, кај што немаат некое посебно образование и дел од овие малолетници да се здобијат со некакво образование како полесно би се вклопиле во средината во која живеат, односно по нивното излегување и односно издржување на мерките што се предвидени со законот од страна на правосудниот систем. Да, тоа го рековме. Изоставивме да споменеме дека после 18 години државата продолжува да се грижи за овие деца. Уште во фаза на школување, многу интересна категорија на деца, многу специфична, имајќи го искуството со кое работев, навистина и многу, од друга страна и многу благодарна. Општествената заедница има слух за овие деца. Голем дел од нив се вработуваат. Сега со посебните мерки за вработување на Министерството за труд и социјална политика, уште полесно се вработуваат, меѓутоа не можам да речам дека пред 4-5 години не се вработува. Значи, ова интенција на вработување на деца од институциите на системот продолжува. Има луѓе, собственици на фирми, па во последно време и институциите во системот, во најразлични министерства, да овие деца, дел од овие деца се вработат и редовно работат и да за среќа многу добро. Значи, им требало моделно однесување, примерно однесување кое би можело да биде
основен услов за нивен понатамошен успешен живот. Се чини повторно и застасува време да дома бетиме зоватиме. Може би во некоја следна прилика повторна ќе се посветиме нова. За сега толку. Ова беше најновото издание на Живот од доктор Крстен Маљановски. Ви благодарам што бевте денеска со нас. Благодарам и вас. Да се одјавиме Трговско радиодифузно друштво, Радио Слободна Македонија, уредник и водител Рашила Гинова Карафиловски, датум на емитување 20 јануари 2016. Продукција Радио Слободна Македонија, техничка реализација Владимир Дамјановски. До слушање.